Во текот на денешниот ден после обраќањето на претседателот Иванов имавме кратка следба на која што договоривме дека денеска во 16 часот ќе имаме малку подолг разговор на неколку теми. Отворивме прашање на неколку теми, на неколку актуелни теми што се случуваат во државата во овој момент. Нормално за некои од темите имавме различни мислења, различни аргументи, ги аргументиравме своите позиции, и јас и господинот Заев. Така што во овој момент мислам дека е добро да се отвори еден ваков процес, добро е да се дискутира се што е во интерес на граѓаните и Република Македонија не треба да представува табу тема нити за опозицијата, нити за позицијата, но повторно ќе кажам, тоа го напомена веќе во многу наврати дека конструктивноста не е само во едната насока, конструктивноста мора да биде во насочна улица. Така што во тој дух ќе продолжиме и во периодот кој што следува, јас тука немам никаква дилема. Се разбира дека ние сме претседатели на различни политички опции, на различни политики, логично е да имаме различни ставови по многу прашања. Како што реков, ние за време на овој состанок нашите ставови ги аргументиравме, но исклучиво на факт. Кои беа приоритетите? Па околу актуелните случувања во државата во овој момент. И економските политики, образовните политиките, здравствени и така натаму. Не се само политички темите за кои што разговараме. Дали ќе се вратите во собрание? Дополнително ќе одлучуваме за тоа, бидејќи сега во овој момент имам состанок со пратеничката група, ќе одлучуваме во текот на утрешниот ден ќе биде информирана јавноста за следните чекори на ВМРО. Рековте конструктивност, дали ви навестува по оваа средба дека дали очекувате конструктивност од страна на владата? Моја карактерна особина е да бидам непоправлив оптимист, некои викаат и утопист, така што јас секогаш сум оптимист, а поготово што сега работиме за интересот на граѓаните и на Република Македонија. Ние постоиме за нив и ние сме должни да одговараме пред нив. Дали може да се зборува дека политичкиот диалог е откочен меѓу власта и опозицијата? Мислам дека не бил закочен политичкиот диалог. Ако конкретно вашето прашање се однесува на тоа дали ВМРО-ДПМН, односно пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе се врати во собранието, ви реков, денеска имаме координација со пратеничката група и во текот на утрешниот ден партијата ќе излезе со официјално соопштение. Така, мислам дали ќе има вакви средби почесто? Реков дека не постојат за мене како човек табу теми, поготово кога станува збор за теми кои што се за интересите на граѓаните и на Република Македонија. Не уште еднаш морам да кажам. Никогаш не треба да очекува јавноста еднонасочност. Мора конструктивноста да биде двонасочен процес, бидејќи мораме да знаеме дека најголемата одговорност е на власта. Се разбира, реков и денеска, дека опозицијата само додава вредност во тој процес. Така што очекувате двонасочен процес и добро е на таков начин да се одвиваат работите. Дали има на разговор беа притворените пратеници? Реформирана после 3 дена од кога сте вие на чело на партијата, постигнуваат истите соопштенија, истите зборови. Па не би се сложил со вас дека пристигнуваат истите соопштенија и истите зборови. Околу новите кадровски политики кои што ќе ги има структурата на ВМРО-ДПМН и потезите кои што јас како претседател ќе ги превземам, ќе бидете сведоци во периодот кој што следува. Да. И благодарам. Дали разговаравте за вашите сегашниот кругови зов? Да. Навистина не можам да го разберам вашето прашање, бидејќи таква појава јас немам нити во учебниците, нити во праксата сретната. Дали разговаравте за притворите на вашите колеги од ВМРО-ДПМН? Разговаравме за многу актуелни теми и од областа на политиката, и од областа на економијата, образованието, здравствениот систем и така натаму.